со една историска и антрополошка визура можеме да констатираме дека здравието и долгиот живот се идеали кои што се присутни во сите заедници, култури и цивилизации, без разлика дали станува за збор за некои попримордијални облици на општествено здружување и општествено живење заедничко, или станува збор за некои по-софистицирани и повеќе структурирани форми на цивилизацијски напредок и на општествено живење. Зошто токму здравието и долгиот живот се идеали за секој човек и за секоја заедница, и дали тоа е впрочем причината зошто лекарската професија се етаблира и се смета за една од најблагородните професии? Колку алтруизам е потребно еден лекар целиот свој живот да го посвети на туѓото здравје и да им даде најдобра поддршка и помош на пациентите кога тие тоа го бараат, односно кога нивната здравствена состојба тоа го бара. Каква е дефиницијата за здравието? Дали здравието значи само отсуство на болест, и колку пациентите, односно секој од нас, без разлика на тоа дали има или нема медицинско знаење, може да придонесе за тоа да има добро здравје преку превентивата, меѓутоа и преку стрикното следење на лекарските совети и довербата во својот избран лекар. За сите овие теми кои што се врзани со здравието и со односот лекар-пациент, говорам во денешната емисија Мој збор, и тоа со доктор Андон Чибишев, а вие останете со нас и во продолжение проследете го нашиот разговор. Доктор Чибишев, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин во емисијата Мој збор. Имено јас ова интервју веќе долго го планирав, но ете сега се случи вистинска прилика и вистински момент да поразговараме на некои убави теми. Мојата идеја беше да ве представам и во она руво, во она својство како човек пред се и како лекар. Претпоставам дека нашите гледачи навистина добро ве знаат и веќе ќе ве препознаат, така што не треба некоја специјална најава да се прави. Но она што мене секогаш ме фасцинира кај лекарите е тоа што кај нив се забележува еден посебен алтруизам, дали тоа извира од професијата која што ја работат. Тие се чувари, велат, на општото здравје, односно на доброто здравје, и се грижат за долгиот живот. Дали доброто здравје и квалитетното здравје, односно доброто здравје, е поврзано со квалитетот на живот и со долговечноста, долгорочноста на човечкиот живот, и дали вам како лекар пред се тоа ви се првите етички идеали поради кои сте одбрале да се занимавате со оваа професија? Прво сакам да се заблагодарам што баш со мене сте одбрале да разговарате на оваа тема. Задоволство ќе ми биде, јас да ги пренесам во јавноста моите размислувања околу темата за која што сакате да разговараме. И секако дека знаете, здравието кај секоја индивидуа, од кога постои воопшто човештвото и од кога ние како човечки суштества сме почнале трезвено да размислуваме, здравието се става на еден вид на пиедестал во општото живење на една индивидуа. Значи, знаете, има безброј поговорки, изреки во разни култури, па и во нашата, дека здравието е најголемото богатство на човекот. Некој може да има се во животот, може да има и пари, може да има и имоти, меѓутоа ако нема здравје, сето тоа, како велат и старите, ништо не му вреди. Затоа што здравието е нешто што прво го облагородува секое суштество човечко, меѓутоа многу е битно и за правилно обстојување на едно семејство. Ако вие во семејството, без разлика од колку члена се состои, имате еден член кој што има проблеми со здравието, тоа е проблем на целото семејство. Целото семејство тоа го доживува онака како што го доживува и тој што има проблеми со здравието, и животот не се одвива онака како што, да речеме, тие би сакале да се одвива, затоа што секојдневно се оптоваруваат со одредени проблеми, дали тоа ќе биде болка или нешто друг, и тоа како емоција, како чувство се пренесува на сите членови на семејството. За алтруизмот што го спомнувате, секако дека
ние како доктори треба да имаме известна доза на алтруизам, затоа што ние практички се грижиме за здравието на повеќе луѓе. Меѓутоа, не би се сложил со вашата констатација дека тоа преовладува кај сите доктори. Од искуствата кои што јас ги имам, и од искуствата кои што на мене ги пренесуваат моите пациенти, тоа не е баш така во секојдневниот живот или во праксата не е баш така, иако сметам дека таа грижа за нашите пациенти треба да биде нашето најголемо достигнување во праксата. Сите ние сме завршиле факултет, сме вложиле многу труд, затоа што медицинскиот факултет одсекогаш најдолго трае. Јас кога студирав, траеше 5 години редовно студирање, плюс 4 години специализација. Да не споменувам следните надоградби како што се магистерски студии па докторски студии, кои што траат плюс уште 2, 3 па и 5 години. Сето тоа одзема многу енергија, многу време, многу самооткажување. И затоа сметам дека таа грижа што ние треба да ја покажеме према нашите пациенти треба да биде на прво место. Не е лечењето на еден пациент, не е разбирањето на една болест кај нашите пациенти, само ние да го примеме во ординација или да влеземе во болничка соба, да размениме неколку реченици и да му кажеме добро е, не се сики рецепти, се ќе биде како што треба, ние ќе се погрижиме за тоа. Разговорот, продирањето во интимата на пациентите, довербата кој што тие треба да ја стекнат во комуникацијата со нас е над сите оние книги, големи книги кои што ние сме ги проучувале, над сите оние непроспиени ноќи, над сите оние вложувања во едукацијата, затоа што тоа мислам дека е половина од поставувањето на правилната дијагноза и половина од третманот, односно од менаџментот кој што ние треба да го примениме за да му помогнеме на нашиот пациент. Така, веќе рефериравте и споменавте, дури и цитиравте што вашите пациенти ви кажале и тоа некако го сметате како еден добар извор и податок во која насока треба да се движите и кога станува збор за дијагностиката и за правилниот пристап во лекувањето, и ми се чини дека тој однос на пациент со лекар е многу комплексен и е многу социолошки и социјално податлив, и затоа би сакала малку повеќе да продреме. Имате во самата психологија и во самата психијатрија страф од бели мантили, од друга страна имате луѓе кои што кога ќе видат лекар сите симптоми на болестите кои што ги чувствувале пред да стигнат во ординација и така натаму, веќе магично исчезнуваат баш преди таа голема доверба која што имаат во лекарот. Што мислите, колку е важен односот на соработка да се воспостави на доверба практично помеѓу пациентот и помеѓу лекарот, и дали успешен третман на самиот пациент зависи од неговата послушност, посветеност и доверба во советите кои што ги дава лекарот? Имено јас елаборирањето на првото прашање по кое што разговараме го завршив со една таква реченица и сметам дека односот помеѓу докторот и пациентот е круцијален, ќе повторам, во третманот на еден пациент. Тогаш кога за прв пат ќе се сретнеме со еден потенцијален пациент, велам јас, не доаѓаат секогаш луѓето кај нас, па ние на крајот носиме заклучок дека се работи за одредена болест. Некогаш доаѓаат луѓе кои што сакаат едноставно да комуницираат со докторот и да проверат дали нивното здравје е стабилно. Некогаш можеме да откриеме нешто за кое што ќе има потреба од третман, некогаш откриваме нешто за кое што не е потребен посебен третман, меѓутоа некогаш откриваме нешто кое што побарува подолготрајно исследување
на пациентот и подолготрајна терапија со која што ние ќе се обидеме да му помогнеме. Меѓутоа, пред да отпочнеме со терапија, пред да отпочнеме со било какви активности, тоа е мојата филозофија во тумачењето на современата медицина. Ние треба да му се приближиме максимално на пациентот. Што значи тоа? Треба да продреме во неговите чувства, во неговите емоции, во неговите проблеми. За тој повратно да стекне одредена доза на доверба, затоа што, знаете, ова е Балкан и тука постои се уште една доза на страв дека ако јас ги кажам сите проблеми на докторот може утре, ако се сретне со некој од моето село или од моето мало или од мојата улица или од мојата зграда, нешто да спомене и замислете сега, цела зграда ќе знае ја од што боледи. Знаете, тоа е она што мислам дека се уште нашите граѓани за жал ги оптоварува и често пати се случува да ми требаат неколку средби, неколку долготрајни разговори со кои што јас ќе ги дознам сите информации кои што ми требаат пред воопшто да започнам со исследувања, со лекарства или пред да решам да му дадам одредени совети на мојот пациент и да му пожелам добро здравје и да му кажам дека добро е да се видиме за одреден временски период. Тоа е умешност, да му придеш на пациентот. Јас и на моите студенти, кога работиме тука, кога вежбаме, тоа им го потенцирам посебно, дека не си доктор. Ако пациентот влезе и ти уште не влезен, да го прашаш што му е и веднаш да донесеш одлука, да, грло те боли, нема проблем. Еве ти црвено-црни капсули или еве ти антибиотик кој што ние го користиме за лекување на тешки инфекции, еве ти за некоја обична вирусна инфекција или за, не знам, грло го гребело. Не, медицината, современата медицина, не се состои во тоа. Тоа е мојата филозофија. Значи, прво, треба да направиме, посебно прв пат кога доаѓа пациентот, еден поширок разговор, да добиеме информации за пациентот и за неговото обкружување. Семејство, пријатели и обкружување на работното место. Да видиме со каков човек се соочуваме. Затоа што, знаете, сите пациенти, без разлика и да имаат исти диагнози, не се однесуваат исто према истата терапија. Некој на одредена терапија реагираат перфектно, истите пациенти на истата терапија не реагираат. Значи, тука се состои тоа продирање во емоциите, во емотивната природа на пациентот, за да можеме правилно да донесеме одредени заклучици кои што ќе бидат многу важни, битни за неговото лекување. Доктор Чибишев, каде се учи таа етика? Дали таа се стекнува со искуството или сметате дека етиката сепак треба да биде еден од задолжителните предмети на студентите на медицинскиот факултет, затоа што веќе истакнавте дека е многу важен тој топол можеби прием и однос кој што лекарот ќе го има кон пациентот, кој што е полн со разбирање и со емпатија, и токму затоа и лекарската професија е една од професиите за кои што се вели дека е најтешко да ја замени роботиката или вештачката или интелигенција, без разлика што тоа се некои професии од иднина кои што ги чека, нели, таква судбина, да кажем, да бидат заменети од вештачката интелигенција, сепак лекарот не може да биде заменет токму поради таа етика. Каде се учи? Дали вие стекнавте преку вашето долгогодишно искуство или едноставно треба да има некои вештини со кои што човекот априори се раѓа за да може да ја работи таа благородна дејност? Секако дека медицинска етика треба сите студенти да поминат одредена едукација. Јас кога студирав немаше медицинска етика како посебен предмет кој што се слушаше за време на студиумот по медицина и се полагаше како испит, меѓутоа се споменуваше во одредени други предмети.
Сега имаат студентите посебен предмет медицинска етика и јас сметам дека посебно внимание треба да се обрати на тоа. Јас да речеме тоа сето сум го стекнал со искуство, со контактот со многу пациенти, со контактот со обични луѓе кои што ме среќаваат на улица, ме познаваат по некоја случајност, бараат од мене некакво мислење за одредени здравствени проблеми, за одредени проблеми кои што ги имаат во животот или во текот на работата. И знаете, тоа полека човек го учи и некогаш може и да го усоврши до тој степен да пациентите добијат во него човек во кој што можат да имаат апсолутна доверба, можат да му се доверат и тоа е, мислам, еден од најважните моменти во третманот на еден пациент, без разлика дали ќе има некаква сериозна болест или ќе има некоја безразлична болест за која што може да е потребно само да се разговара, да му се дадат одредени совети и тој да си оди задоволен дома и веќе никогаш да не дојде или па да доаѓа од време на време чисто да се види или да испие едно кафе со докторот. Мислам дека тоа е круцијално, затоа што, знаете, има денеска фармацевската индустрија произведува многу медикаменти, според мене некои и непотребни, меѓутоа, знаете, тоа е индустрија која секогаш е актуелна, секогаш прави некакви промени, има влијание во сите држави, не само во Македонија. Сите држави има влијание врз политиката. Некош и политиката тука меша прсти во фармацевската индустрија и секако дека е многу важна медикаментозната терапија и останатите третмани кои што ние ги применуваме. Меѓутоа, ова е еден од поважните делови, значи приемот, првиот контакт, разговорот и продирањето во емотивната природа на пациентот, да видиме со каков човек се соочуваме, дали има луѓе кои што многу се плашат од болести и со нив многу тешко се работи. Се што ќе му препорачате, тој го памти, си оди дома и сега знаете, глобални мрежи, клика Google и ќе најде мислење од комшијата, мислење од некој експерт за болеста. И од се тоа прави некаков рекапитулар, прави некаков заклучок и тој самиот си носи заклучок како ќе се лекува, затоа што се плаши докторот да не му дал нешто, да проба како ќе реагира, па после да прејде на вистинската терапија. Значи, знаете, менталитетот на нашите граѓани не е се уште, жал ми е што морам ова да го кажам, не е се уште на ниво да целосно му верува на докторот, туку малку внимателно, па не знам, знаете, на тие седенки кафе пиење со колеги, со соседи, се разминуваат мислења, абе ти какви таблети пиеш за притисокот, такви. Абе мене што ми дадо ништо не ми помага, дај од тоа твоите ќе пијам. И знаете, се прават грешки, па после доаѓаат случаи кај што ние мораме итно да реагираме. И затоа, еве, јас и на моите пациенти, а и на сите оние што ќе решат да дојдат на доктор, им препорачувам топло да му веруваат на докторот кога разговараат со него. Се што ги интересира, добро е да го прашаат докторот ординариус, тој што нив ги води и тој што нив се обидува да им помогне. Секако дека треба да отворат и Google и да прочитаат повеќе. Меѓутоа, клучно да биде она што ќе им го каже нивниот доктор. Така, во интерес на времето уште едно прашање. Доктор, еве, веќе констатиравме дека во нашиот менталитет и во нашата средина е прилично тешко некои научни докажани убедувања да се прифатат од страна на граѓаните или барем од страна на општата популација. Некако мојот впечаток е барем дека се уште ги лекуваме сите болести со црвено конче или со некои други анимистички, магиски, метафизички некои символи и практики кои што се застапени во нашата култура. Што сметате дека е решението? Дали е таа правилна едукација? Дали еве лекарите треба повеќе да истапуваат во јавноста, повеќе да говорат за својата професија и на
општа едукација, една општа рамка да се даде на самата популација за да се свати дека сепак на вистинско место и кај вистински луѓе професионалци треба да се обратат и таму на вистинско место да го доверат најзначајното нешто од себе, а тоа е нели сопственото здравје и сопствениот живот. Да, видите, јас одговорот на ова прашање ќе опочнам дека ние овде во институцијата кај што јас работам, Универзитетската клиника за токсикологија, често се соочуваме со такви проблеми и често се соочуваме со катастрофални последици од лекување на пациентите со некои квази методи, со надри лекарство, со баење, со некакви постапки на надприродни сили. Често пати добиваме тука катастрофални последици од таквите методи и од таквото лекување. Некои од нив дури завршиле и неповолно, завршиле со смрт. Така да сметам дека се уште во нашиот менталитет, се уште во нашата општа здравствена култура, постои мислење дека може да ни помогне баба, Вања со нејзиното баење, дека може да ни помогне, некаков сосед на нашиот пријател, кој што знае да масира, знае да мести коски, зглобови исчашени, прави некоја смеса или некој напиток кој ќе го испиеш, одма ќе ти се стопат камчињата во жолчното кесе или ќе ти се стопат или ќе ги исфрлиш камчињата од бубрезите. Тоа мора да се надмине, а ќе се надмине според мене со вакви едукативни емисии како вие оваа денеска што ја правите со мене. Се надевам дека ќе гледаат повеќе гледачи и конечно треба да разбереме дека медицината во светот ќе отиде на многу далеко. Можда ние не ја следиме медицината онака како што посакуваме. Можда немаме ресурси, можда немаме финанси, меѓутоа сепак нашата медицина е на многу високо ниво развиена и добро е граѓаните да сватат дека помошта доаѓа во амбулантите, доаѓа во болниците, не доаѓа кај комшијата кој што мести, кичми, па одат таму па доаѓаат со доисчашена кичма, па мораат хитно да бидат оперирани, па испил нешто, па тој некој надри лекар му дал да испие друго, па доаѓа овде со комплетно уништени органи од езофагус, од хранопровод до желудник и 12-прстно црево. Значи, поголема доверба во современата медицина, поголема доверба во избраниот лекар и повеќе разговор со избраниот лекар, да се инсистира да се разговара со него, да му се пренесат сите проблеми кои што ги имаме, за тој да може да донесе правилен заклучок како ќе го продолжи планот за исследување и како ќе го продолжи планот за лекување. Ви благодарам, докторе, мислам дека пренесовме доволно јасна и гласна дидактичка порака дека сепак лекарите се тие кај што треба да се обратиме кога е нашето здравје во прашање и нив да им го довериме. Ви благодарам денеска за вашето гостување и се надевам, како што рековте вие, дека гледачите извлечат поука и ќе ги следат советите кои што вие денеска им ги пренесовте. И јас да ви заблагодарам што ми ја дадовте таа можност, тебе да пренесеме неколку корисни совети до јавноста и до нашите граѓани. Од денешната емисија научивме дека секој од нас може навистина многу да придонесе за сопственото здравје, само доколку ги слуша советите на лекарите и ги избегнува опасните навики кои што сериозно наштетуваат на своето здравје. Понатаму зголемената доверба во медицината и во стручните лица од областа на медицината, како и кон својот избран лекар, многу придонесува за тоа да се подобрува здравствената состојба и секако да се следат
следат упатствата на лекарите во ситуација кога здравјето е загрозено. Исто така, секој од нас треба да побара стручна помош наместо самостојно да пребарува и да истражува некои совети за здравје кои што можеби и не се од компетентни лица поставени на интернет платформите или се некои општо народни верувања кои што се пренесуваат помеѓу луѓето, меѓутоа во суштина истражувањата научни покажуваат дека тие се исклучително штетни по нашето здравје и затоа освен тоа што треба да се занимаваме со нашиот физикус, треба да се занимаваме и со нашиот менталитет, односно да работиме на зголемување на општата едукација на населението за значењето на медицината и секако се апелира, односно преку денешната емисија апелиравме на тоа пациентите да имаат зголемена доверба во своите лекари, а до лекарите апелираме да се држат до своите етички стандарди и кодекс на професијата и секако да работат во најдобар интерес на пациентите. Вие го следавте мојот разговор со доктор Андон Чибишев, а ние се гледаме веќе следната недела. До тогаш, убави поздрави!